Оваа епизода на Скратен корнер ви ја возможи Хајнекен, пријател на Лигата на шампионите. Сега ви посакувам добре дојде во уште една нова епизода на Скратен корнер. Како сте? Не. Ова прашање беше резервирано за овие двајца момци до мене. Момци, како сте? Одлично. Тоа! Ако продолжевме да имаме уште малце технички проблеми да фрлиме уште некое пиво, супер ќе бевме. Добро, види, бар ни се погоди. Да. Не почнуваме со првото, тоа ќе кажам. Пите одговор. Што се случуваше викендов? Влез во прва лига. Многу да, покажи го дресчето убаво така да се види тоа. Игра последниот ветер кој испадна од прва лига, се веројатно ќе го вратат пак. Валјда нема да испадна. Сега ќе си го купиш овој новиот дрес што им е уште поубав. И тоа. Да, извадија некој бесен дрес, онако со тетоважите или како беше? Да. Со тетоважите од навивачите. Пуштија околу 20.000 дресови, одма за еден ден се распродава и се бараат уште повеќе ја барам. Да ти кажам, криво ми е што повеќе клубови не го прават тој момент со стварно омаж да им се дае на фановите на дизајнот на самиот дрес. Јас барем поголемиве клубови што сега играат нели Лига на шампиони и нешто во не го прават. Многу ми се допаѓа. Да, тоа. малите клубови помалите клубови го прават, и тоа е многу интересно. Баш интересно. Атлетико де Минеиро мислам дека беше, јас сум сведок на првиот клуб што го направил. Тој направи еден страшно добар дрес кој што беше дизајниран од страна на навивачи. И навивачи уствари конкурира и извадија со мапата на да, Ресифе, така колку добар дрес. колку скап. Да, јас се залева дека леле саки го купам 100%, кога било цената 250 или 300 евра, беше Да. седи си мирен. Вало имаше кампања некоја кога да праќаме тетоважи и сите фанови нели што имате тетоважи, без разлика дали е поврзано со Вердер или не. И некој да пратам, што ме глупа тетоважи. Не, секако твоите нема да ги стават. Да. И не знам зашто е стварно, ама испада дека е супер идеја. Супер. Интересно. Дали како испадна Барселона колово, дали победи? Барселона не победи, но си го загарантира второто место во лигата, што им значи многу, повеќе финанси пошто игри Суперкуп. Така да тоа сега ќе биде последното коло екзибиција само. Тоа ме интересираше. Мислам дека нема погодено. Затоа не носи дрес. Да. Тоа сакав да кажам, оваа сезона мислам дека еден не ни се погодило тројцата да сме со дрес на истиот панел, два не ни се погодило нашите тимови да тепаат во исто коло, сите три. Така? Да, Мислам мислам дека дека не. И ова е блиску сме. Штета што нема уште едно коло Вердер таман влезе во форма. Веќе што е Тотенхем, иначе никад нема да се. Ја мислам дека уште останува уште Милан да биде шампион оваа сезона и сите ќе бидеме победници, пошто мене второ место со Барселона оваа сезона ми е вау. Човек, Сигурен сум викенд до дека- тебе го иде. Јас сум малку под стрес, ама многу повеќе возбуден. Сладжана е Така малку што- узбуџена. Што и да се случува викендов, многу добри работи ќе се случуваат викендов. Да го најавиме сега или не ќе го најавиме сега. Дечки, дали ќе одите на Кока-кола трофи турот во пивара? Дали се пријавивте? Се надевам дека се пријавивте, бидејќи ние ќе бидеме таму и Кока-кола легендата ќе биде таму. Настан што не сакате да го пропуштите 21 овој месец викендов. Тоест утре, Тоест утре, во моментот кога ќе го гледате видеото, утре пивара, дојдете таму, ќе се дружиме и ќе ви кажеме која е Кока-кола легендата, тајно е сега за сега. Покрај другите ствари, многу работи се твита, додиме да ги разработиме, што се твита. може. Јас сум веќе спремен. Ајде. Бум. Добро вечер. И од мене, официјално. Веќе зборував, ама пак ќе зборувам. Добро познатата рубрика што се твитам. Знаете дека немаме секојаш твитови само за поврзани со фудбал, туку се она што е популарно. И што ние сметаме дека нас не интересно, се надеваме дека и вас ќе биде интересно. Но тоа е сосем небитно. Нов албум на Кендрик. Кендрик извади одличен албум кој што ја слушав една песна само, со одличен видеозапис.
Спотот ми беше Секогаш. Нема промашено за спот. Реално нема промашено. свака част за идејата како го има концептуализирано и песната и спотот, кој во исто време ги има замислено како ќе изгледа. Мислам дека прво и спотот му текнало после. Мислам феноменално. Што и да се дешава секој пат околу Кендрик секогаш предизвикува многу внимание на социјалните мрежи. На Твитер видов многу твитови, затоа и нели решивме да го ставиме ова во сценариото. Лотко успеа да преслушаш нешто? Не слушам Страско, не, шалом, не видов дека... Цело време по свадби што сакаш да слуша, брат. Кендрик Ламар сигурно не го пуштаат на. Најстранско ме срцу. Шалом, видов дека после 5 години вади албум и така. Иначе, добре спомнам, кога реков најстранско ме срцкото, морам да направам шаут-аут еден дечко наш најувачи, дали како реков фан од Србија, од Лесковац, Велја. И да праша дали сум дечко од Ската. Кога мисля прво дека се зеза некоја другарија, испадна дека Поздрав, друже. Да, ако продолжи и овие со овакво таргетирање на публиката со рекламите, ќе стасаме и до Кенија да бидеме популарни. Велја, ти должиме мајчка кога ќе наминеш во Скопје, не знам, помини да си ја земеш. Момци гледав НБА синоќ. Да, тоа е следниот твит. Сите гледавме, мислам, тоа беше Како бе периодот? какви утакмици се изигра. Вау! Мене ме интересира оноа момчено словенечкото со интересна насмевка што го Да, постигна да, како да, влезе да, во да, NBA. да, да. Лука синоќа го прати Крис Пол уште еднаш на Две утакмици поред. Цела Аризона, Заслужено. да. Заслужено. Направи да врне во Аризона од Something for never again. For decades not title, да, something for. Ај тука сакам тука да слушнам рано предвидување за шампионова сезона во NBA. Ше пред плей-офот Бостон дека со Јове Маца запушта за Од истокот ќе биде, сакам да одистокам. мислам, и Мајами се прејаки и Сакам Мајами да видам, мислам дека Бостон тоа Нешто на. Добро. Западот решен мање више или не ви е решен? Кој ќе оди во финал? мислам дека ќе пројдат Golden State. Највеќе поради искуството што го имаат за разлика од Далас. Golden State, а со кој ќе игра од исток, не знам. И мислам дека ја ќе се Golden State, ама пак шампионот ќе биде од исток, пошто пргав е некако истокот, решени се да Да, толку не ни е NBA сепак целта на Скраден Така, корнер. Дај да му одговориме на прашањето на Тони Крос. Колку е добар Лука Дончич? Маверикс му одговорија, многу добар. Многу добар, да. Добар, ама кој што кажа Тале не гледам Како ви го поминал? да, Golden State зашто до сега има мисмеч цело време може да ги надшутира, нели сите и Јута и Феникс нема некои шутери. Додека Golden State Добро. Ете имате И Керот Тупо да предвидување. почне да шутира и он ќе погоди. Warriors против Celtics финале, пишете за Celtics, Да. момци се слагаат дека од исток ќе дојде победникот, така што бидете мудри. Ако сме кај Тони Крос. Кај Тони Крос, да, кога сме кај Тони Крос, само што му крена со тоа пред Зошто стадионот. сити му крена пред етика? што ги елиминира? Што е работата, бро? Што беше? Џо Харт беше на статуата, Тони Крос кој е тоа на статуата? Агуеро сигурно не е. ставено за слободна интерпретација. Што како му одговара. Клубска легенда, рецимо. Така пишува буквално под статуа. Не знам, не беше многу смешно, уште една во низата статуи што се тотално промашени, ама не мислев дека баш сите ќе направи толкава утка. Се труделе нешто, правеле тука да изгледа нешто фенси, ама Они вој на кој да стават и што. да. Дека покажа. Сите го знаат, брат. Сите го знаат. Дека е Мадрид дека покажа. Ајде, имаат шанса да се искупат со Халанд и да му изградат некоја статуа. Халанд ја Алварес и сите да ги купат и пак ќе да На сите ќе им направат по една статуа, па една ќе искочи добра. Да се надеваме. Следниот твит се однесува на човекот кој што заедно со Халанд беа најспомнувани во однос на трансфери изминатиот период, тоа е Мбапе, кој што изјави дека пред да замине со репрезентацијата ќе пред јуни фактички, до крајот на месецов ќе каже Многу за скоро, кој тим значи. потпишува и мислам дека тоа ќе биде во наредниве десетина дена максимум поради тоа што едно е тоа, друго е дека сака претпоставам да последната утакмица да ја изигра од како веќе наивачите ќе знаат дека нема да остане, пошто веројатно се дека нема да остане голема е, нели?
Така да очекуваме има Бапе што да се изјасни кај ќе продолжи, ако сите знаеме као. Да, Од како отиде во прва лига, тоа беше предусловот и мислам дека тоа е тоа, веќе Вердер е тоа беше одличен. предусловот. Прва лига. Беа ни договорени, ама вика ај вие влезете па ќе дојдам. Не била се втора лига дојде брат. Колку добро. Нема ни барем. Да. Добро брате, ме гледам. И за крај, Милан, 15 утакмици без пораз. Поред. Сакаш уште Машината- побитна ствар да кажам околу тоа. Машинта Милан Баботе. уште прв. Милан уште прв. 37 кола се одиграа и Милан е прв на табела, ова е малце као сулудо. Што ви реков пред, не знам, 3-4 месеци, зимо во една од епизодите дека Милан ќе биде шампион во Италија? Што и да си ни рекол, ај нека Да се оствари, надеваме да се пошто Јас оствари. сум вака, знаеш како цел под стрес сум последниот период бидејќи чекај малце, фаворити се, ама по друга страна ако кикснат многу ќе ни се смеат. Сваќаш, и сега сакам да се заштитам као фан. Ова против Аталанта беше па можеби не е комплетна доминација, меѓутоа многу мудро одигран натпред, многу јако одигран натпред. Значи не дозволија случајности да се случуваат. И мислам дека оваа сезона онаа пукаат над нивниот стандард. Мислам дека се стварно изненадувачки уште први. Да. Сигурно, од тоа што го видовме досега ке Милане, сите мислевме дека немаат капацитет за такво нешто. Никој не помисли, на крај памет дека може да направат ова што го направија. Тонали. Така, Тонали многу го подцени. страшен. Прашањето преминато главната тема поради тоа што тоа е тоа што ќе зборуваме за изненадувањето на сезона. Милан е дефинитивно на тие изненадувања. Мислам дека во овој сегмент е премногу малку времето за да можеме да кажеме за Да, доволно да. за она што сакаме да го кажеме. Зачестивме да им посветуваме внимание на Милан, ама реално има причини. Еден, први се, два, јас сум за Милан. И сега, тоа е. Останете со главната тема, се враќаме за многу кратко. Во меѓувреме, отворете Хайнекен, пратете код и може да си добиете награда додека да почне главната тема. Да, вие додека зборуваме овде, Собе веќе 2 награди доби. Што ја најавивме темава, денеска зборуваме за најголемите изненадувања во европскиот фудбал. Клубски, овој пат. Позитивно или негативно или двете? Ќе пробаме да ги истакнеме двете, ама јас преви ставил фокус на позитивните, пошто не знам, убави приказни ми се во фокусот оваа сезона. Темаа ќе отвориме баш со прашањето што сакам да ви го поставам во претходниот сегмент. Камба ја најави темата, со тоа дека Милан е 15 натпревари без пораз, дека уште е во борба за титулата и слично. Јас сакам да прашам дали Милан е најголемото позитивно изненадување оваа сезона во фудбал, во европскиот фудбал да речеме. Мене да, Милан ми е најголемото изненадување, поради тоа што, кој што веќе знаете, не пратам фудбал толку многу, ги пратам оние италијанско првенство, пратам шпанско, англиско, значи час пат знам нешто германци некојаш да пуштам, откако снимавме на епизодите и ми кажа за германци да ги пратам, да. Знам некојаш да ги пуштам и французите, но од тоа што следам јас, мене ми е Милан. Поради тоа што никој немаше да му падне ни на крај памет дека Милан оваа сезона ќе последното коло ќе влезе као прв со 2 года предност пред Интер и со нерешено дека ќе може да земе титулот. Знаеш што е оно што ме чуди? Зашто го постави баш вака прашањето? Бидејќи сега зошто изненадување? Милан е историски голем клуб и кога ќе речеш Милан се бори за титула не е толку изненадувачки. Е сепак еден од најголемите клубови во Италија и му е дадено да се бори за титулата во повеќето од годините. Меѓутоа, лани издржа до 35-то коло да е во игра, технички во игра за титулата. И потоа изгуби најдобриот голман што го имал последниве 10 години, го изгуби Донарума бесплатно, значи тој се отиде како слободен агент во Пари Сен-Жермен и го изгуби Чалханоглу. Во ривалот Интер, да, кој што веќе освои титула. И сега, после тие загубени играчи, после неколку тешки повреди, нели, Кјаер во трето коло се повреди. И таа повреда му ја заврши сезона. Ибрахимовиќ и Ребич не играат долго време. Да, Ребич беше акумулирано има 2 месеци аут. Значи низ надпревари. Така што
многу проблеми има. Кој што кажа, морам да го Да. пробаш, кажа ги изгубија Донарума, го зема Мајњан, кој што ќе добие плотни ракавици, веќе има два месеци има пропуштено, има 16 лишита во 30 надправ. Да. Не знам дали е до него, дали до одбраната, или све игра улога. Колективно мислам дека се работи со колективот на Милан. Мислам дека јас го кволтнав на мојот личен Twitter профил твитот за моментот што ја реши сезоната. На 1 март во надпревар против Интер, Ромањоли се повредува и влегува Калулу. И од тој момент формата на Милан тргнува вака. Не дека Калулу е во моментот подобар играч од Ромањоли, едноставно хемијата помеѓу него и Томори во стоперската линија и Мањан позади нив кликна вака. Во истиот момент кога дојде Калулу како првотимец и некако многу изненадува. Полувреме од тоа што второ време губа на полувреме, Мајњан доста фати против Интер, мислам дека ги одржа во игра да не губа со повеќе од еден гол разлика. Во второ полувреме веќе клик на Милан, тогаш налага се машина што не застанува. И мислам дека ќе бидат шампиони. Не сега победа, така не сега Наполи меѓутоа. Тоа е. Иначе да се вратам на прашањето кој нели темава, дали е изненадување. Најголемото изненадување во Италија дефинитивно да, може да се каже во последните неколку години, пошто реално никој не го гледа Милан, барем ја не го гледав, во четврто место искрено, трето евентуално. Ама дека ќе успее да издржи темпо, исто како видовме лани на полусезона беше меѓу првите и прв, тоест ако не беше лани. Лани на полусезона беше прв, потоа не издржа. Не верував дека исто да може дека верував дека исто дека му се случи овим, дека не може да издржи толкова темпо да биде горе, плюс имаше напредок во Лига на шампиони во тешка група и се тоа е стигна финале куп, тест полуфинале, да. И сето тоа да изненадување огромно. Меѓутоа најголемо не би се согласил за мене Келн дефинитивно оваа сезона во Бундеслига. Лани се спасија едва е. Значи во последно коло во 90 минута даде гол за да испадне Вердер во втора лига. Келн да се спаси во последно коло во 90 минута. Во баражот со Кил дома изгубија 1-2. Реваншот ги тепа во гости. Тогаш навака не купија ни еден играч, го продада најдобриот белгиецот Себастијан Борно мислам дека беше. Небитно, што перед најдобар играч беше на таа сезона лани. Сега отида во Волсбург, исто е прв сите метри ги изигран за Волсбург, незаменлив одбрана. Меѓутоа не купија никој, само зема играчи на позајмица и на слободни трансфери. Од кој најбитниот Модест им се го вратија од Сент-Етиен, што сезона даде 20 гола на 34-35 години. Тоа е неверојатно нешто. На две кола пред крај беа на 2 бода до Лига на шампиони позади Лајпциг. Меѓутоа двете ги изгубија последниот на превари. И сега пак играат Европа, меѓутоа не Лига шампиони. Кој би очекувал дека Келн ќе биде екипа што би играла во Европа, кај што лани едва се спаси. Конференцијска лига игра? Да. Одлично. Леле, стварно од екипа за опстанок што се бореше, сега се во Европа. Лани сум ги чуел, ама тоа се мои лични фрустрации, не дека Тоа е фудбалот, Владко. Убаво. Леле. Добро. Убаво го најави ова. Ајде, тоа ќе ми беше второто прашање. Ако не Милан, кои се најголемите изненадувања сезонава? Ти ми даде одговор. Ако не Милан, кој ќе биде свој? Јас да продолжам. Ви Почнам многу прашања ти поставува последно време. Така се договараме пред епизодот. Најпрво сакав заради еден од играчите што ми станаа омилени последниве 2-3 сезони, сакав да ги обработам Унион Берлин, заради тоа што се за прв пат во нивната историја се пласираат во Европа лига, исто така Европа лига е надпреварување со многу мала историја и за прв пат во историјата и на надпреварувањето се пласираат во Европа лига. Предводник нели Тајво Авони, кој што го зема од Ливерпул, го откупија конечно откако лани беше на позајмица за многу ситни пари, 6,5 милиони, момакот сезонава 20 гола во сите конкуренции, 15 во Бундес. Ги однесе во Европа лига. Мислам дека клуб со нивната приказна што ти неколку пати ја имаш кажувано на подкастов, заслужува внимание, проверете ги, ќе ја линкувам и епизодата кај што Владко ги спомнува тука на скратен корнет. Сепак ќе отидам во друга лига. Ќе отидам во француската.
и еден гигант кој што исто како Милан беше подзаспан последниве години, оваа сезона мислам дека конечно ги направи вистинските чекори за да се врати таму кај што припаѓа. Олимпик Марсеј. Не може врвот на табелата во Франција да го видам без Олимпик Марсеј, чудно е, не е убаво, не е некако убава гледка. Оваа сезона со Жорге Сампаоли и со Димитри Паје како предводник на екипата се вратија на второто место, моментално се втори. Марсеј е екипа што не потроши претерано многу сезона. Купи играчи кои што се, ајде да речеме, фантастични сделки. Тале знае еден од нив, Конрад де ла Фуенте, го земаа за 4 милиони од Барселона, успеа од него да направат многу корисно крило. Пол Лирола, во истата сезона кога Хакими доаѓа во ПСЖ за 77 милиони, Пол Лирола доаѓа за ниту 7 милиони во Олимпик Марсеј. Wow. И нормално, она што го удена Ептен со Жерсон, играч што го донесува од Бразил, 20 милиони, ама ги потрошија на човек што јас тврдам дека дефинитивно за 2 сезони тој ќе игра во Премиер лига. Значи не може да ја пропушти тој играч Премиер лига, дефинитивно ќе игра таму. И тука се нели нормално. Исто како Владко што кажа за Келн, паметните позајмици. Вилијам Салиба и Гендузи од Евертон ги земаа на позајмица, ја зацврстија Од Арсенал мислиш? Од Арсенал. Од кој кажа? Од Евертон. Не, сигурно не се од Евертон. Тогаш не могло да победуваат од Арсенал. Ги земаа од Арсенал. Вилијам Салиба беше играч на првенството, мислам дека беше за оваа сезона. Играч на тимот, да, Тим на сезоната. Во тим во на тим на сезоната. сезоната влезе, Така. да. Во тим на сезоната. Ама се зацврстија за многу мали пари, Сеат Колашинац и Седрик Бакамбу без пари и еве ги втори се. Да. Бакамбу како слободен агент го зема, технички не платија ништо за него, го раскина тој договорот, меѓутоа тоа што го направи Олимпик Марсеј дури и во конференциската лига играше најатрактивен фудбал и најубав фудбал, штета што не отидоа во финалето, ќе беше убаво да ги гледаме во финале со Рома, ама тоа е тоа. Да. Така што мојот избор оваа сезона е Олимпик Марсеј, најмногу поради тоа што највач сум на Милан и ги пратам и знам дека имаат многу душа и многу срце и сакаат да играат за тимот, а Олимпик Марсеј не ги пратев пред сезонава што точно прават, го уденаа Ептен трансфер периодот и сезонава им е бомбона. Тоа е некој збор? Пак мене ми беа освен Милан, би рекол колку изненадување, колку не. Реал Бетис и Арсенал. Арсенал, зошто Арсенал? Поради тоа што Арсенал, знаеме, нели, Премиер лигата е многу цврста и со оглед на тоа дека Арсенал, за разлика од останатите тимови, троши да кажеме, помали суми и не ги носи секогаш, не носи, сега барем последниве година-две не троши многу пари на некои луди трансфери, ама ги носи правите играчи. Оваа сезона искрено не очекував дека ќе бидат, сега имаат шанса да бидат четврто место, нели? Се ќе видиме како ќе се изигра викендов, али Арсенал оваков како што е, со тие играчи кои што ги има, да заврши четврто место и да игра Лига на шампиони следна сезона е премија. Мислам дека ја барем така типував дека ќе го тенкаат тимот, ќе видат кои од тие што ги имаат земјови ќе им одговараат, да полека составуваат млад тим. После тоа као за 2-3 сезони кога ќе се надеваат, нели, нормално дека ќе падне доминацијата на Ливерпул и на Сити, дека тогаш ќе инвестираат малце појако, ќе донесат 23 играчи што им се потребни за титула. Али четврто место за Арсенал оваа сезона е премија. Исто и Бетис. Бетис ги спомнав и претходно, нели, во некои од епизодите, фантастични се, сега моментално се пето место веќе во Купа своја, да. Да, купот го освоја купот и сега се пето место, со оглед на тоа, значи, каква е бодовната ситуација, најверојатно ќе играат Лига Европа. Не може да се пласира за Лига на шампиони. Фантастичен тим со крпеници, позајмици, донесени играчи за мали пари. 40 годишен Жоакин, да, кој што следната сезона ќе игра во Европа Лига на 40 година. И зависи го на златна свадба со жена му после 20 и нешто години, го вади трофејот страшно. Лига Европа. Баш тоа што го кажа еве, нели, Арсенал и Реал Бетис си изборот и Арсенал, да, ни беа изненадување до некаде, бидејќи
очекувавме во топ 6, меѓутоа дали ги очекувавме во топ 4. Ама Реал Бетис, Реал Бетис зема куп, луѓе. Атлетико Мадрид, Барселона, Реал Мадрид, Севилја му се конкуренција и Реал Бетис го зема купот на Шпанија. Една од двете титули е нивна во Шпанија. Ова ми е фантастична сезона за Бетис. Мислам тоа што го играат Фекир, Вилијам Карваљо, Каналес, Жоакин на 40 години е играч кој што придонесува, кој што не игра 15 минути. Белерин, Белерин ја врати си ја врати тотално формата, во финалето од купот одигра перфектно скоро. Да, реално и Арсенал например никој не ги играше, плюс особено кога се не вложија некои пари кои што кажат, але се пустија многу играчи онака да се одат. Главниот што беше најголемото име во Арсенал. Бесплатно го пуштија. Никој не веруваше во Артета, особено се како се хајпа за Конте и за Тотенхем. Многу лош старт има на сезона. Ужасен старт има на сезоната и ете полека успеа да го изгуби од Брайтон. многу бодови изгубија, ама 2-2 у 97-та. да, успеа Артета да го стабилизира тимот, поради тоа што на почетокот од сезонава сите беа накрвени, му беа накрвени, поради тоа што многу лошо, многу очена игра. И успеа оттаму да го извади тимов и Арсенал, ако игра Лига на шампиони следна сезона, свака час, пошто тоа мислам дека само на Венгер би му успеало со Арсенал, а еве сега Артета е следниот. Юнайтед так пред тоа Юнайтед и Бадо Юнайтед разочарува. Ако игра Арсенал Лига на шампиони следна сезона, тоа ги вивни во нови висини, бидејќи нели доаѓаат одеднаш и многу нови финансии и тоа ќе им даде шанса да трошат, а знаеме дека Арсенал е добра дестинација, Лондон е убаво место за живење и се до тоа атрактивно е за јаки фудбалери, сакам да кажам. Така што наредна сезона може да очекуваме, ако завршат четврти, може да очекуваме многу појак Арсенал. Спомнав Юнайтед по разочарување, за мене се разочарување кои се изненадувања, негативни, или пошто рековме позитивните ги кажавме. Да. Кои се вашите негативни изненадувања? Па јас дефинитивно ќе морам да се сложам со Манчестер Юнайтед и да, признавам тие се разочарување, меѓутоа нели бидејќи не ги обработивме, ги обработивме премногу во овој подкаст, нема да им се фокусирам во моментот. Сите го знаат нашиот став во однос на Юнайтед. Да, апсолутно. Сезонава јас како најголемо разочарување од сите клубови. Вака ми е Евертон. Евертон е клуб кој што не му личи да биде на таа позиција на која што е моментално, ниту со вложувањата, ниту со клубот, ниту со стадионот, ниту со тие навивачи, ниту со структурата. Ниту со тие играчи. Со таа историја, со тие играчи, ништо не е логично во тој клуб, зошто се толку долу. Дури еве сега последно коло, тоа само ќе го спомнам како показател колку е лоша сезоната на Евертон. Во 10-та минута поведоа 1:0 во надпревар што во предпоследно коло, мислам 3 кола пред крај, ти решава за опстанок. Дефинитивно мораш да си максимум фокусиран. 5 минути после тоа добиваат црвен картон и го губат надпреварот против Брентфорд, а на Брентфорд не му треба таа победа. Брентфорд играше многу лабаво против нив. Само саботирачки клуб што не знам како сезонава ќе се спаси, се надевам дека ќе се спаси бидејќи се симпатични за гледање во Премиер лига, ама моето разочарување на сезоната плавите од Ливерпул, дефинитивно. Да останеше тренер на Барселона, дечкото од Холандија, ќе им беа Барселона со сигурност, но Чави успеа да ги спаси и затоа сега би кажал дека ми се Атлетико и Аталанта. Атлетико и Аталанта. Не очекував Атлетико дека толку многу мизерни ќе бидат оваа сезона, со оглед на тоа дека лани беа шампиони, дека имаат одличен тим, дека тимот нели си го задржа, кој Саул си замина, знам дека Саул само, да. Да, Саул не беше толку клучен играч и најнаш оваа сезона изигра многу лошо. До крај сега со Севилја го изигра нели последното коло, се изборија за пласман во Лига на шампиони. И Аталанта која што пред неколку кола спомнувавме топ 4, беше доста добар тим. Сега веќе 8 место, мислам така нешто. 8 место и не е ни во игра за Лига Европа. Едните и другите јас би рекол дека сами си се криви за својот пат. Симеоне малку во дремка тактичка е последнава година дена и некако малце му е како од која освои втората титула во Шпанија, малце како да спие на клупа и не му е јасно баш кој влегува, кој излегува. А Аталанта, сепак мислам дека пресуден беше оној момент кога Папу Гомес и Гаспарини се скара. И од тој момент клубот почна да оди надолу. Јас на почеток на оваа сезона
предвидов дека тие ќе бидат надвор од топ 4 оваа сезона за Наполи да се врати во топ 4, така и некако испадна. Многу добри играчи, меѓутоа не влечат сите во иста насока. Тоа е малку лошо, знаеш, Да. Иличич има несогласувања, Папу Гомес имаше несогласувања, во неговото интервју вели дека и го тепале во клубот. Од страна на тренерот добил неколку шамари во соблекувална пред директорот на клубот. И од тој момент решил да се замине. Да, ти како што рече Госенс го дадоа и тоа премногу лесно, 18 милиони плюс 5 милиони за позајмица, значи 23 милиони за еден од најдобрите играчи во италијанска лига. Добро, значи таму тоа веќе се има трансформација. Расформација Има, ствари. има. Промена на генерација дефинитивно има. Значи Иличич и Папу Гомес и Дуван Запата нема да ги гледаме од наредна сезона. Запата е пред трансфер во Интер. Така што Теун Купмајнер, Миран Чук ќе треба да ја преземат следната генерација заедно со Пашалич и да видат дали може да се врати овој тим во топ 4. Ајде вака од панелот, верувам дека ќе гласате за вашиот избор, ама ајде кој ви се допадна најмногу како избор за најголемо позитивно и негативно изненадување? Мене Келн. Тоа негативно што го изслушнавте, па Не, па кажи го да, ти не ни кажа за негативно. Драги гледачи, ве молам. моето негативно, моето гласно за моето негативно, не се шалам. Моето негативно изненадување Бордо, дефинитивно последни во Франција. Нема што се збори, имаше еден гаф пред месец и пол дека некој од играчите со локални им крадал купачки и продал на eBay. И го фатиле, но не ги збркале кога го вратил, не ќе јавно да го кажат, па тројца четворица помлади ги вратиле, и еден од тие тројца четворица бил вмешан во тој скандал. Таа девојка му од која раскинал го вистина. Леле, Кардашинс. Драми, да. Сериозна екипа пред 10 години игра Лига шампиони, осмина финале, четвртфинале во Шампиони беа 2009 со Гурков. И после игра нели Лига шампиони го помина Лион меѓу себе. Во четвртфинале игра така нешто. Имаат игра во четвртфинал, не знам колку До помина. пред 3 години, 5 години, мислам до пред 3 сезони, 5 години поред се во топ 6 во Франција, сега последни заковани, спаднати уште пред 5 кола, задниве 10 кола имаат 2 бода и тие двете се 0-0 изиграни. Не знам што се случува, сменја и тренер и играчи купија. Жално за таква екипа. Јас знам што се случува. Ќе кажам, мој не мора да оди вака во епизодата. Бордо има нов газда од лани. Американец кој што малку не сваќа како работи фудбалот и како работи бизнисот и тој извлекува пари од клубот. Разбирате? Например, играчи кои што пред 4 сезони биле купени за 15, за 18 милиони, тој ги продава за 7 бидејќи па не ги купив јас. Мене ми требаат пари. И ги продава за многу поевтино. Јасин Адли, убедливо најдобриот играч на Бордо овие 2 сезони, откако си дојде од академијата на ПСЖ, им стана веднаш најдобар играч. 10 во клубот. Милан го купи. Милан го успеа да го купи за само 14 милиони, најдобриот играч на Бордо и младински репрезентативец на Франција и толку му фали да биде сениорски репрезентативец на Франција. Газдата нема појма што се случува во клубот. Едноставно му е битно само да си ги земе парите пред Бордо да испадне. Него целта му е да го испадне клубот и да го продае. Така што ве молам подалеку од такви газди, кој да е вашиот омилен клуб. Добар шаут, бидејќи Бордо е француски гигант. Не му личи да игра во втора лига, а ки игра. Закован, така? Нема да се, да. Убедливо последно. Да, 10-11 бода Да. позади предпоследно. Можно и Сент-Етиен тоа да го стави исто најтрофејниот. Најтрофејниот француски клуб. Страшно. Добро, сега имате гласање што ви беше омилено приказно од овие. Мене ми беа на Влаче. Како Да, е обично, козач. нели? Сега најмногу Ја и става Влаче не ќе се напор во- сложиме. Ќе лапаме кафана за Сити и за Грилиш да го да. Добро, Марес да го даеше. ќе го дае последно коло, ќе видиме. Ајде, како е Сити игра со кого? Вила дома. Со Вила дома, а овие со Саутемптон на гости. И уште една со Волс дома. Да, со Вулврахемптон дома. Две имаат они, да. И до кафана да не се на Гвардиола титула, не? Да изгубам папа и за тале делот ќе го платам. Леле, ајде! Ливерпул, вамос! Тоа е тоа. Ајде, мамо, вамос напаѓе, што би рекол Селемани Санчо. Добро. Дешки, ова беше уште една епизода на скратен корнер. Пишете ни во коментари кои се вашите најголеми изненадувања. Гласајте за нашите пикови.
ваше позитивно, ваше негативно изненадување од оваа сезона. Може да е и вашиот клуб ако сте најавачи на Манчестер Юнайтед. Сигурно. Јас се извинувам. Последно нешто каде можат да ја најдат на социјалните мрежи, нека последна порака за крај. Исто како минатата епизода. Исто. Ништо не Антонио, сме. знаеш. Пиши ни мислење за Кендрик Ламар. Што да не, знам дека си го преслушал. Тоа е тоа. Пијте Хајнекен, останете со скратен корнер, уживајте во добрите награди и во добрите епизоди. Погледнете под капачето, видете И под етикетата. Пратете код на Viber, на 14 99 14. клак, Добивате известување веднаш. Најфутболското пиво. најфутболското пиво на светот. Се гледаме во следна епизода.